Денеска Силјановска Давкова треба да добие легитимитет за кандидат за претседател од речиси 500 делегати на ВМРО ДПМН. Еден од нив е пратеникот Драган Ковачки, кој што ни е гостин во вестите и ќе ни каже околу очекувањата на ВМРО ДПМН од оваа кандидатура и дали очекуваат победа на Силјановска Давкова. Добар ден, господине Ковачки. Силјановска Давкова е пратеничка од Собранието, има своја програма за кандидатурата за претседател. Што стои во програмата на Силјановска Давкова и зошто ВМРО ДПМН се реши да поддржи токму нејзин за кандидат за претседател? Добар ден и од мене, поздрав до вашите гледачи. Денеска под мотото Лидерство за промени ја одржуваме конвенцијата за избор на идниот претседател, односно претседателка на Република Македонија. Во првиот дел на конвенцијата кандидатката за претседателка Гордана Силјановска Давкова даде свое образложение, понуди својата визија, план и програма како планира да ја води државата во иднина. Сега во моментов се одвива гласањето на делегатите. Имаме едно 453 делегати, вклучително и од диаспората, значи од нашите задгранични комитети на ВМРО ДПМН. Очекуваме поддршка за кандидатурата во попладневните часови. Исто така очекуваме обраќање на веќе официјалниот кандидат на ВМРО ДПМН и на нашиот претседател Христијан Мицкоски. Дали очекувате победа на претседателските избори? Апсолутно дека очекуваме победа. Дојдено е време за промени. На Македонија треба да и се врати достоинството како во земјата, така и надвор од земјата. Македонија заслужува лидер кој што ќе има интегритет, заслужува честен лидер, заслужува лидер кој што ќе се води од правото и од правдата, заслужува лидер кој што ќе ги почитува моралните и етичките норми и лидер кој што ќе биде помеѓу граѓаните, кој што секогаш ќе биде отворен за граѓаните, ќе може да разговара со нив, ќе биде отворен за дебата. Секако заслужува лидер, а тоа е претседателката Гордана Силјановска Давкова, која што се очекува да носи и тешки одлуки во интерес на државата и на граѓаните. Ви благодарам, господине Ковачки, за гостувањето на Алфа телевизија.